Во ова издание на тренинг, речи си еднашка во годината. Обсервација на општествените и политички збиднувања. Дава вечерашниот соговорник. По професија, инженер, архитект. Има дипломирано и на факултетот за филозофија. Добре за професорот Јордан Шишовски, вие сте на Универзитетот Американ Коледж, каде предавате архитектура и дизајн. Универзална сала како потенцијална жртва на изгубениот градски идентитет. Остана нешто поврзано со духот, поврзано со меморијата, поврзано со паметењето, меѓутоа многу маркери на тоа Скопје, кои што го знаеме, исчезнуваат пред наши очи. Пред само неколку неодамна прерано починатиот Мирко Попов, кој што исто така беше некој маркер на градот, на културниот живот, напише на колумна, вели: "Јас сум дете на Југославија." И сите ние сме на некој начин израснати во тој систем, нашата нација беше формирана во тој систем и тој систем имаше одреден сет на вредности, еден идеал за нацијата како дел од универзалната цивилизација. И тука се поставија темелите на македонската книжевност, на македонската архитектура. Тука се джинови твореа, како што се Славко Јаневски, како што се Борис Чипан, Константиновски, Чемерски и така натаму. Тие луѓе успеваа, како што вели Мирко, да надгласаат баграта и да создадат еден вредносен систем. И потоа генерацијата на нашите родители реши да го сруши тој систем и да изгради нешто што они мислеа дека е капитализам, кој што тоа беше всушност нивното разбирање за капитализмот од сериите што ги гледаа Далас, Пороците на Мајами и така натаму. Изградивме систем во кој што имаме на тотално хаотично и неразбирање за тоа што значи капитализмот. Во нормална капиталистичка држава, нели, ќе кажеме, еден мотор, за да биде ефективен, мора да биде врзан цврсто за шасија, ако зборуваме со метафората на автомобилот. Шасијата на успешните општества е правната држава, владењето на правото. Правната држава не можеме ние да ја видиме што значи тоа правна држава, нели? На некој начин абстракција, но не е толку абстрактна. Правната држава се коагулира, се отелотворува на некој начин во урбаното ткиво. И ние не мора да бидеме архитекти и урбанисти за да разбереме, кога ќе видиме еден град, кога ќе видиме дека висината на зградите е некако хармонична, дека ширината на улиците е хармонична, дека распоредот на дрворедите е хармоничен. Тоа е израз на владење на правото. И од друга страна, погледнете го Скопје, погледнете го Тетово, погледнете го сето она што беше изградено овие 30 години, ќе видите хаос, ќе видите згради што се надпреваруваат за сонце, ќе видиме комплетна прљавштина, ќе видиме улици препунни со смрдеа. Тоа е недостатокот на владење на правото. Препознавате ли реални и остварливи ветувања и колку вокабуларот на претседателските кандидати коинцидира со реалната, фактичката состојба и потребите на граѓаните, или се сведува на флоскули, нереални желби и можности за реализација? Уште пред да почне изборната кампања, ги видовме првите кампањски, всушност, билборди, кои што беа визуелно беа на најниското, на најбаналното, на најпростото ниво. Они, ние, ако гласате за нив, и левата страна беше црно-бела, а ако гласате за нас, во боја. Значи, за нив лошо, нас добро. Тоа значи дека политичките елити го третираат народот како што се третира куче. Фуј тоа, браво, добро куче, браво, еве ти колаче. Тој тип на реторика го покажува начинот на кој што они нас не гледат, начинот на кој што они си ги гледат сопствените гласачи и потенцијалните гласачи, што е многу простачки, многу ниско ниво и значи дека целиот систем има многу мали
барања од самата политика. И со тоа се поттикнува уште повеќе резигнираноста и цинизмот кај граѓаните. Граѓаните треба да се повлечат да не излегуваат на избори, а кампањите, какви што се замислени, очигледно ги таргетираат само нивните гласачи кои што се врзани за партиите преку систем на клиентелизам, кои што имат некаква лична корист или и тие граѓани се исто така врзани за тој систем преку некаков стоколмски синдром, каде што го почитуваат лидерот, меѓутоа лидерот нив очигледно не ги почитува. Колку и на каков начин исходот од претседателските избори ќе се отслика, ќе се преслика поточно во делот на изборот на идните народни избраници, имајќи во предвид дека веќе од идната недела ни стартува и кампањата за парламентарните избори? За мене изборот на парламентарните избори не е толку значен колку што изборот за председател. Сметам дека изборот за председател, овие председателски избори се најважните избори во нашата историја. Бидејќи председателот како институција нема големи ингеренции, меѓутоа има неколку многу битни ингеренции. Една од нив и најбитната ингеренција за нас во предстојниот период е тоа што председателот е врховен командант на вооружените сили. Ние, според многумина експерти, според многумина експерти за меѓународни односи и за историја и воени работи, знаеме и јас сум сигурен во тоа, ние дека се наоѓаме во предвоена состојба и наредниот председател ќе биде воено-допски председател. Дали по 8 мај ќе зборуваме за победа на опозицијата или за пораст на власта? Не знам што да одговорам за тоа. Мислам дека ќе зборуваме за пораз на квалитетната иднина, на квалитетниот живот и на достоинствениот начин на комуникација во општеството, бидејќи политичките лидери, политичките елити во јавноста шират одредена реторика, одреден говор, одреден однос на едни кон други, кој што се преточува врз граѓаните, кој што обликува целата сфера на живот, и тој однос е многу лош. Да почнеме од самата кампања за председател. Двете кампањи, на едната стои Стево за председател, на другата Гордана за председател. Па зарем вие на професор, возрастен професор се обраќате, еј Стево, кај си, еј Гордана? Значи, првин, достоинството на самата професорска титула, професор Сињановска, професор Пендаровски. Второ, достоинството на самата институција председател треба на некој начин да се сочува. Секако дека треба да има разлики и апсолутно дека треба да се бориме, да се борат партиските лидери за назначување на тие разлики, но не преку целосно негирање на соперникот, бидејќи ние сепак сме во едно заедничко општество. Ретко кој или речиси никој не говори за светските предизвици на глобално ниво. Никој не говори за конфликтот однос на руската агресија врз Украина, за новите геостратешки позиционирања во светот. Дали ние сме преоптоварени или најчесто се фокусираме на нашите собствените проблеми, предпоставувам во насока да ги придобиеме симпатиите, да ги придобијат поточно потенцијалните кандидати за иден шеф на државата, да ги придобијат симпатиите и поддршката од граѓаните. Немаме дискусија за овие работи, прво затоа што немаме експертиза, немаме институции кои што тоа ќе го артикулират. За жал, со тоа се остава простор на некои играчи, нечесни играчи да артикулираат пропагандни позиции на странски сили и така натаму. Од друга страна, ние сме премала земја за да даваме решение на светските проблеми, нели? Ние нашите проблеми не можеме да си ги решиме, но сепак треба да зборуваме за нашето место во целата таа ситуација. Нашето место е, ние сме физички во Европа, ние сме трговски врзани за Европската унија, тај е најголем наш партнер, ние сме веќе членка на НАТО, така што
сите овие структури, сите овие стратешки определби на државата за кои што постои консензус кај граѓаните, иако не постои јасна артикулација што сето тоа значи, дури и кога се зборуваше за членството во НАТО, никој не од политичките елити не го артикулираше што значи тоа за безбедноста на државата, туку се зборуваше о некои апстрактни категории. Конкретно, да речеме, мене една работа многу ме шокираше на самиот почеток на кризата, пред да започне војната. Владимир Владимирович објави есеј за историското единство на украинскиот и рускиот народ, кој што мене толку ме шокираше, само да се замени украинците со македонци, русите со бугари и ќе добиеме говор на Каракачанов, апропо Македонија. Тотално негирање на независноста и самобитноста на овој народ. А кај нас, судираме во гради за некаква идентитет, за некакви апстрактни категории, а имаме конкретна ситуација во која што ние се однесуваме со една дистанца. Една декада наназад се зборуваше за хибриден режим, за робена држава, дом на мафијаши. Во последно време ни се забележува за висок степен на корупција и криминал во високите ешелони на власта. Кој владее со државата? Имаме систем во кој што моќта е таа која што чистата моќ, значи чистата пара, чистата контакти со луѓето се тие кои што придонесуваат да се извлечат, нели, нашите лидери. И тука ќе споменам мислата на Франк Херберт, кој што вели не е толку дека моќта расипува, моќта корумпира, туку моќта ги привлекува расипливите и луѓето што се склони кон корупција. И во таа смисла, при промената на овој системот него заменивме со сите мани кои што беше со подобар систем во кој што ќе има владење на правото, во кој што ќе доаѓаат експертите, во кој што ќе се артикулираат јасно ставовите на луѓето, туку создадовме систем на волунтаристичко владење, еден вид на мафијашка држава, на начин на кој што функционира мафијата, а сме доволно мали и сите луѓе се знаат, секој нечи роднина, пријател и така натаму. И затоа добивме еден поредок без поредок во кој што најниските категории, алчноста, стрвноста, простотилакот се оние кои што извираат. И тоа го гледаме во лицата, едноставно излезете на улица, видите ги скапите автомобили, видите ги физиономиите на луѓето што ги возат. Вие во еден јавен настап рековте дека Македонија не е република, туку акционерско друштво. Алудирав на класичната разлика помеѓу република, односно она што во грчкиот свет, античкиот свет се нарекува демократија, демос-кратиос, владењето на демосот, на народот, или исономија, кој што уште постар термин, кој што значи номос, владење на законот, владењето на правото, од една страна, и од друга страна олигархија, владење на малцинството, кои што имаат моќ, кои што имаат врски и кои што имаат пари. Кај нас, за жал, се уште во овие 30 години не успеавме да изградиме стабилна република, не успеавме да изградиме исономија, не успеавме да изградиме владење на правото, туку успеавме да изградиме систем на владење на моќните и богатите и еден вид на стокхолмски синдром на луѓето чија што екзистенција зависи од тие господари, да им се приклонуваат и наклонуваат кон нив. Дали се зависи или дали се сведува на моќта и парите? Генерално да. Ако се споредиме со останатите земји што го поминаа истиот овој процес и кои што имаат сличен број на образовани луѓе, сличен број на слични капацитети општествени, ние сепак заостануваме зад нив. Значи, во однос на нас сме значително подобри, но не сме толку подобри, не сме како естонците, не сме како словенците, не сме како хрватите и така натаму. Споредете Албанија, она што беше Албанија 90, она што е денес. Значи, они скок на светлосни години.
а ние се движиме како желки. Шишовски, речи си секогаш на изборите има провокатори. Кои се тие денес и дали препознавате популисти, националисти, од друга страна луѓе кои се обидуваат преку патриотски вокабулар да ги придобијат симпатиите кај македонскиот граѓанин? Вистински патриотизам, вистинските патриоти се оние што креираат вредности, оние што создаваат поезија. Вистинскиот патриотизам не се гледа во името. Така, има многу нации што имаат повеќе имиња, германската, албанската, грчката и така натаму. Не е името она што е идентитетот. Идентитетот е односот кон сопственото минато, односот кон сопствената поезија. Дали ќе го рецитираме кога тагуваме Ацо Шопов или Цеца Ражњатовиќ. Тоа е разликата помеѓу патриотизам и простотилак, да речеме. Кај нас имаме перформативен патриотизам, имаме перформативен прозападен однос кој што е наменет, кој што резултира со и неговата цел е да се репродуцира цинизмот и резигнацијата кај граѓаните. Едноставно, одиме на митинг, застануваме, ги правиме сите тие ритуали како во црква. Идеме 3 пати околу црква, се прекрстуваме, поминуваме напред, не прска попот со водичка, излагаме надвор. И сме прошле по редот. Така и во политичкиот свет. Застануваат лидерите, викаат, урлаат горе, ги повторуваат истите клучни зборови. Дури и говорите, ако ги видиме, и кампањските слогани се толку мрзливо составени, како да се направени на чат GPT. Едноставно, не се ни трудат да ни продадат идеја. Веројатно, неинвентивноста доволно говори и за капацитетот на лидерите. Ќе прочитаме еден став од Јан Вернер Милер, познат германски филозоф со дипломи и предавање на Универзитетот Оксфорд, Берлин, Принстон. Тој пишува: популистите не воведоа во ерата на поствистина, во која лагата е стожер за политичка пресметка. За Милер тоа е поедноставено гледиште. Според него, популистите се убедени дека се единствените застапници на така наречените обични луѓе, што би се рекло на плебесот. Кој им верува на политичарите денеска? Ова е проблем кој што не е само кај нас, значи малку глобален, и е резултат на, тоа е моје мислење, на недовербата во институциите. Кај нас е многу нагласен, бидејќи имаме преголема недоверба на институциите. И едноставно гледаме општества кои што се имаат слаби институции, кои што нема владење на правото. Тие општества, луѓето бараат спасител и затоа имаме лидери, диктатори, демагози во тие општества. Имаме општества во кои што владее правото и во кои што не едноставно лидерот само ги артикулира политиките на државата и во таа смисла тука нема силни лидери. Кај нас, бидејќи институциите се слаби, на некој начин луѓето бараат некакви цврсти лидери што ќе удрат на маса. Но цврстите лидери никогаш не се грижат за системот, ниту за граѓаните, туку тоа се личности со болни нарцисоидни особини, чија што цел е да биде вниманието свртено само кон нив и кон нивниот карактер и личност. Професор Шишовски, на крајот уште две прашања. Дали поради личните, па и партиски амбиции, може да ни се случи да треба да ја жртвуваме европската перспектива на државата, каква таква? Европската, јас немам многу сега зборев за оптимизам, меѓутоа во однос на европската нелиднина немам многу оптимизам, бидејќи тоа не зависи само од нас. Реформите зависат од нас и тука потврламе длабоко, едноставно се движиме како полжав, но Европа се чини дека е заситена од ширење и едноставно не гледам во скоро време тоа да мрдне, да се помрдне. Секако дека би било позитивно доколку ги започнеме преговорите и доколку влеземе во тој тек на односи, пред се заради нас, затоа што мораме да ги направиме сите реформи заради нас, меѓутоа самото членство се уште за жал е многу далеку и затоа е потребен многу поширок консензус, посебно
и кај граѓаните, и кај политичките елити и изградба на некој заеднички став по тоа прашање. Што по овие двојни председателски парламентарни избори? Дали по 8 мај ќе се смени амбиентот во кој живееме? Ќе имаме ли промена на политичката мапа или само актерите ќе бидат променети? Или ќе имаме, можеби, продолжување на досегашната политика? Па од досегашните говори, од досегашните ветувања не гледаме никаква радикална промена, не гледаме никаква ништо поинакво, гледаме само дали пензиите ќе бидат помали или поголеми, така што реално не гледам некоја голема промена. Не треба да катастрофизираме дека ќе се случи кој знае што, но некако не гледам дека дури мислам дека и многу тешко да имаме некаква стабилна влада, но и тоа не треба да не плаши. Гледате нашиот сосед Бугарија нон-стоп имаат избори. Така што не треба да се плашиме дури ни од тој хаос во демократијата. Благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Јордан Шишовски, универзитетски професор.